затвори бездната, се мртов се гледа и Давид върху спина и стане за безсмъртен, като смъртен во гроб се полага, а жените пачејќи Госпи го дојдоа да го помогат со миро, викајќи: ова е сабота и најблагословена, зашто во неа Христос заспан по 3 дена ќе воскресне. Оно што држи се на крст се вознесе и се плаче, не дајќи го како виси на дрвото. Сонцето с раците своји ги скри, звездите ја загубија светлината, а земјата со голем страх се затресе и морето побегна. И камењата се распадна, многу гробови се отворија и тела на свети луѓе стана, адот долу стенка, а јудеите се советуваат да го затаат Христовото воскресение. Жените пак викаат: ова е сабота и најблагословена, зашто во неа Христос заспан по 3 дена ќе воскресне. Oh
Ne, infatti una tornavamo sempre in lezione di microfono. Questo stava naturale. Zagreb diciamo. Да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, Господа Бога го молиме. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Премудрост, просто да слушаме Светото Евангелие, мир носите. И духови Твоему. Ки се читава Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јакова и Саломија купија мириси за да дојдат да го помазат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојде на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа помеѓу себе, кој ќе ни го трне каменот од вратата на гробот. И кога погледна, видоа дека каменот е оттрнат, а тој беше многу голем. Штом лега во гробот, видоа еден млад човек, облечен во белјалишта, како седи од десната страна, и се оплашија. А тој им рече, не бојте се, вие го барате Исуса Назарецот, распнатиот. Он воскресна, не овде, еве го местото каде што го положија. Но одете и кажете им на учениците негови и на Петра дека он пред вас ќе отидем во Галилеја, таму ќе го видите како што и беше рекол. Па што ми излегоам, побегна од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекол, бидејќи
Тебе, Господи, слава Тебе. Слава на светата. Слава на светата и едносушна, животворна и неразделна Троица, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть помрак, источник огромен, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть помрак, источник огромен, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, источник огромен, живот даровал. Да воскресне Бог и да се разтурат непријателите негови, ако се разбегат годниците негови, оние што го мразат. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть побрал, Исус него гробен, живот даровал. Имат изчезнула, така да изчезна. Како што Господ се топи удобно. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Исус него гробен, живот даровал. На загине што Гризниците да се развесела. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Исус него гробен, живот даровал. Слава на Отцу и Сину и Святому Духу, и на Исуса Господа нашего векови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, Исус него гробен, живот даровал. Христос воскресе из мертвых,
Христос воскресна! Христос воскресе! Стефан по милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски заедно со Светиот архиерејски синод. Денес сето создание се весели се радува зашто Христос воскресна. Возлюбени празниколюбци, Христовото воскресение е смислата на нашето севкупно постоење. Тоа е стожерот околу кој што се одвива сиот наш живот и камен темелник врз кој што се гради сиот наш подвиг на верата, на надежта, на љубовта во Бога. Тајната на Христовото воскресение го преобразува и го обличува севкупниот наш поглед кон светот и човекот, кон времето и вечноста. Зашто токму ова спасоносно собитие е најголемата вистина која што беше објавена на човечкиот род и токму оваа тајна на тајните е најрадосно благовестие со кое што велегласно беше возвестена конечната победа на животот над смртта, на доброто на злото и на љубовта над омразата. Господ Исус Христос со своето воскресение од мртвите ни го осмисли нашиот живот и не само овај земен, туку и небесниот. Односно ни ги дари вечниот живот во неговото царство небесно. Токму прво Христовото воскресение се одгаднаа сите загадки со кои што отпаѓањето во гревот се соочуваше немоцното и безутешно човештво, а кои што завршуваа со суровоста на смртта. Ете, токму преку тоа чудо на чудата, ние луѓето од смртни станавме безсмртни и ни беше овозможено трајно да се ослободиме од прамгите на смртта, да се упатиме кон оној кој што и самиот живот на Христа, кон Христо животот давезот. Возлюбени сорадосници во Христа воскреснатиот, радоста која што извира од тајната на Христовото воскресение и која што еве сите ние како христијани ја сведочиме повеќе од 2000 лета и неизмерно. Но ова нескажлива преславна радост не треба да биде минливо чувство кое што ќе обземе само овие празнични дни и денови, туку напротив треба да ни постане начин на живење, на постоење. Впрочем и само до христијанство е вера на радоста. Ако не постои радост, тогаш не постои ни вистинско христијанство. Ако немаме радост во нас, помеѓу нас, тогаш не сме ни вистински христијани, ни вистински учесници во Христовото воскресение, ниту пак вистински следбеници на Христа. Возлюбени чеда во Господа, тајната на Христовото воскресение најмногу се открива во дарот на простувањето. Тоа можно ли е вистински да опразнуваме Великден, празникот на празниците, ако не простуваме и ако не бараме да ни простат? Можно ли е да водиме христијански живот, да се нарекуваме христијани кога нашите срца се вгнездени во памтливоста од маздолюбовоста? Или пак ако нашите души се всадени гневот и лутината? Тоа е невозможно. Да се живее вистински христијански живот, живот според Евангелието значи да се постани обновен човек во Христа и да се чекори по патот на боголюбието, човеколюбието, по патот на кој што води кон Царството Небесно. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, доколку се обзрниме во нашето историско раздобје, ќе го очиме огромни подивни падови како на црковен, така и на национален план. Впрочем, македонскиот народ со Божја помош и подкрепа успевал и се уште успева да устојствено да ги извојува сите битки и да му одолее на сите непријателски настроенија, исполнети со лукави намери, со зли цели и при тоа со крената глава да продолжиме по патот кон Бога, кон изворот на добрините и на правдата. Затоа што е можно побрзо да се осветиме, да се обединиме како народ, молитвено да претекнеме кон Бога, кон закрилата на нашата најсвета автокефална Охридска и Македонска црква, кон Светиот Климен Охридски, да со примерот на нашите предци да се избориме со сите неприлики со кои што катадневно се соочуваме. Но се тоа ќе постигнеме само ако си ги зацврстиме единството, слогата, сплотеноста, односно само ако трајно ги надминеме внатрешните разногласија меѓу себните поделби и несогласувања. Возлюбени родолюбци, ова лето Господово ќе одбележиме повеќе годишнини кои што се изнедрени од пазувите на нашето богато славно минато. Меѓу нив најпрво ќе припомниме за битката на Беласица од 1014 година, која што всушност
е неделливо поврзано со градење и со запазување на нашата долговечна историска посебност. А ќе се присетиме на бележитите одлуки од првото заседание на АСНОМ, односно во манастирот Свети Прокопчински, во 1944 година. Исто така ќе прославиме 860 годишно постојање на великиот манастир Свети Великомачи Пантелеймон во Нерези, Скопско, како и 100 годишнината за монашувањето и на возобновителот на Бритската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, блажено покајниот архиепископ Доситеј. Еве, токму овие незаборавни настани, нека ни бидат синен поттик за обнова нашата црква национална самосвест, за истовремено нека да ни бидат и постојани подсетници за она за кој што се бореле нашите поколенија и за кое што останува и ние да продолжиме да ги чуваме нашата татковина Македонија и нашата македонска црква. Нека незаодната светлина од Христовото воскресение Великден да ни биде нераскинлива нишка која што ќе не поврзе сите македонци и овде во татковината и насекаде каде што нашинците се селени по светот, во единството на троедината љубов, во боголюбието, братолюбието, родолюбието, да едногласно да воскликнеме пред сиот свет: Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!